Добар ден, дечки, како сте? Dobar dan. Dobro. Еве одма да ви споделам тоа што ќе го работиме. Дали гледате? Da. Одлично. Da. Ајде ќе почекаме уште нешто. Некоја минута. Да се спремам јас со средства за пишување. Но прво ќе го дорешиме тоа од минатиот чат. Наставничек, нешто од кога? Ќе видиме, дечки, ќе видиме полека. Малку време остана да видам првен како ќе завршиме. За ова може и нема да правиме, ама ќе видиме, ќе имате некоја задача да направите. Се потрудам да ви кажам како и ќе ја направиме. Значи, ова беа задачите. Што ги А имавте. тестовите прегледани се? Не, злате, не. Ќе почекаме уште 2 минути и ќе почнеме во... Вие може да читате текстот на задачата да разберете што ќе работиме? Да. И ќе го научите мојот ракопис, значи Наставниче, ќе продолжиме од минатиот час? да, имаме нешто многу битно и да ви покажам да научите уште нешто плюс. Добро. Наставниче? Поели? Од минатиот час табелата со цртата што што пресметувавме агни, за да може требаше да нацртаме диаграм. Да, ама уште едно требаше да определиме, уште еден агол. Значи ова да се вратиме, ова ја беше. Таа беше, ми се чини, не ова е, сега да ја најдам само кај беше. Мислам дека беше ова е, еве го, ова ни остана уште. За едниот агол и да ја нацртате. Наставниче? Мола? А кога ќе правиме годишен тест? Ќе видиме.
Може да почнуваме? Да. Ајде, одма сега. Значи, денеска ми е целта и да ве научам како да го користите и Excel, за да направите многу брзо табели. Ака, прво да се вратиме на таа задачата што ја копирав. Ака. Значи, дадено е резултатот од некое истражување за најпопуларни, ево ќе го селектирам целта на истражувањето, вика најпопуларни туристички атракции. Значи, ќе скратено, зоолошки 5%, историски куќи или градби 15%, тематски паркови 35% и музеи и галерии 45%. Ние треба да нацртаме секторски диаграм за овие податоци. Сега, ќе си ја нацртаме табелата, нели? Како беше? Сега немаме табела како во вчерашниот час, туку ќе си нацртаме табела. Вака ќе направиме. Значи и вие сега го правите тоа, одам во Shapes и избирам, може би не требаше со оваа алатка, ќе нацртам табела. Си цртате и вие табела. Вака, хоризонтално. Значи, зашто ќе се однесува оваа табела? Значи имаме најпопуларни туристички атракции. Сега ќе изберам, ќе пишем одека популарни туристички атракции. Значи до тука ни е популарните туристички атракции. Сега ќе споделам надолу, вака, и ќе пишуваме кои беа туристичките атракции. Значи првото беше зоолошки. Сега бидејќи треба линија да направиме, ќе направиме вака. Значи цртате и вие исто да правите табела. 4 беа вакви, јас ќе направам 4 и ќе ја пополниме се. Вака. Значи 50%, 5% се извинувам беа. Потоа имаме после со историски куќи или градби. Ќе запишеме. Или градби. Значи тие беа 15%. Наредно беа тематски паркови. Тие беа 35%. И на крајот беа музеи и галерии. И тие беа остатокот до 100%, 45%. Сега морам да го селектирам и последното, нели беше, имавме дел вкупно, што беше. Ќе го да нацртам тука и ова што е овдека ќе пробам да го нацртам подолго. Сега ќе пишеме вкупно. И овдека би требало, нели, да е 100%. Ајде да провериме. 30, 70, 80, 90, 100 во ред. Сега. Дали се сеќавате минатиот час што требаше да допишеме? Што ни фалеше овдека за да допишеме во табелите како што ги имавме? Значи, за да го нацртам, видете, пресметајте го аголот за вашиот диаграм. Агол од 360. Првин дропка беше, а и после аголот. Значи, ајде вака, еве да се подсетиме. Ќе појдам кај вчерашната и ќе избериме некоја, колку за да ги видите. Видиме кои елементи ни треба, вака. Значи, ова е фреквенцијата, бројот на луѓе не го знаеме ние, но знаеме само процентот што ни е даден. И знаеме, треба да го најдиме аголот, ова е како дропката и аголот кој што е напишано. Значи, нас не треба и дропката и аголот, да видиме што ќе ни биде
поповолно во случајот. Ева. Значи знаеме дека 5% од сите луѓе, значи не знаеме колку луѓе биле, о задачата ништо не знаеме, знаеме дека само 5% од сите одговориле на истражувањето дека сакаат зоолошки градини. Ајде да видиме како ќе го најдеме колку е аголот и потоа и дропката. Ајде ме први во дропка. Колку е 5% во дропка? 500. 500. Ако скратиме, со 2, уствари не со 2, а со 5, добиеме колку? 1/20. 1/20. Значи ова е аголот. Значи ова е дропката, ајде. А сега аголот? Од колку беше тој? Од 360. 60. Како ќе го најдеме? 1/20 од 360. Колку е тоа? 360 врз 20 и кога ќе скратиме тоа е колку степени? 18. А први нулите ги кратиме. Сега дека ќе појдам подесно да имам повеќе место за пишување. Еве вака. Ќе добиеме 36 врз 2 или 18 степени. Значи, за зоолошка имаме 18 степени. Јасно? Сега, знајќи го, ова претходно. Мислам дека нема да има потреба. Како ќе биде дропката за 15%? Запишуваме 3/20. Ете така, множиме по 3. Односно ова го собираме 3 пати, 3/20, а аголот 4. 18 по 3, 54 степени. Сега, како ќе дојдеме до 35? 5% ќе го подали. Помножиме со 7, значи ќе биде 7/20 или 18 по 7, или видите колку е лесно, дупло и плюс ова. Значи 35 може да биде 2 пати по 15 плюс 5. Чи ќе го дуплираме ова 15, што го добивме, ќе му го додајме аголот од 5. А или 18 по 7, нели истот? Еве, 2 по 54 плюс 18. Да видиме дали ќе биде исто. Колку е 18 по 7? 8 по 7, 56 е 6, а 126. Ајде да видиме вака. 2 по 54 колку? 108 и плюс 18 е 126 степени. Значи видите на исти начин. Дали ви јасно како го на вториот начин како беше? Го дуплиравме ова и го собравме со првото. Ајде 45 како? 9 по 5. Така, 9 по 5 или 3 пати по 15. Значи, тоа е 9 по 1/20, тоа е 9/20, или можеше како? 3 пати по 3/20, оти 3 по 15. Во аголот може да биде, еве ќе сменам и боја, може да биде овдека 9 по 18, така, или може да биде 3 пати по 54. И тоа е колку? 162. 162 степени. Ај сега да видиме дали се точно едно цело овдека. 1/20 плюс 3/20 плюс 7/20 и плюс 9 врз 20 и собираме бројителите само. Имаме 9 и 1 10, 7 и 3 10, 20 врз 20, 1 цело. Ајде да видиме јаглите сега дали се 360. Првиот беше 18 степени, вториот беше 54, третиот 126 и четвртиот 162. Последните два ни даваат колку? 288. Првите два ни даваат 72. Кои ќе ги собериме,
имаме 360. Значи е таман. Дали ми е јасно? И сега цатањето е многу лесно. Од било кој, значи повторуваме, сега ќе се обидам со слободна рака да го нацатам овдека. Еве го кругот, нели? Го пределувате центарот и ги цртате секторите. Сега ќе правам проценка. Јас првиот е 18. Значи користете за проценка тоа што го учевме кај часовникот. 12, 3, 6, 9. Овдека беа 1 и 2. Аголов од 90 степени тие го делеа на 3 дела по 30. Значи ова овдека вака беше 30. Значи вака правите сега кога немаме агломер, ќе проценуваме. Значи 18 наполу ова, или беше наполу е 15. А бидејќи е нешто поголемо, значи еве го каде ќе е 18 степени. Овој дел овдека ќе ни е првиот дел, е вака, односно 5%. Дали ви јасно? Сега наредното име 54%. Значи, овдека е нели 11, овдека е 12. Овдека е 60 степени, овдека е 30. Наполу меѓу е 30, овдека е 15. Ова е 45, значи овдека треба да е некаде 54 степени, мислам дека беше така, 54. Значи ова што е сега со жолта боја е 54 степени. Разбирате што ви кажувам? Са можеше вака да ги направиме, са првите две ги нацртавме. Сега останува уште најголемите. 126 и 162. Сега видите како ќе го нацртаме најголемиот, 160. Ако тргнам овдека една права линија, овој агол колку? М? 180. Од 180, колку треба да извам да добијам 160 и колку беше и 2? Осумнаесет. Така? А кој агол беше 18? Првиот. Овој агол овдека беше, а не се гледа убаво, жолто ќе му напишам, 18 степени. Значи, најбрзо за да го добијам целиот агол е ова, ако го продолжам, ова е 180, па значи сето што ќе остане овдека е уствари 160 и овој дел овдека. Дали ви јасно како дојде? Затоа што ова овдека целиот агол од озгора надолу, ова целото е од 180 одземено 18 или 162 степени. Значи синото уствари е 162 степени. Значи ова овдека целото што остана е 100 и колку? 26 степени. Дали ви јасно? Гледайте, 126 плюс 54, колку даваат? 180. Па точно жолтиот дел и овој делов од 126 го даваат половина круг. Дали ви јасно? Видовте дека само со еден агол уствари измерен, тоа е 2, го нацртавме целото. Дали ви јасно? Но ова не моравте да го правите ако имате агломер, ќе го добиете решението воеднаш. Да го пуштам сега лаптопот да се полни и спремете се на тоа наредното. Но пред тоа ќе ви покажам како да ги искористите, дали се сеќавате на тоа што го одговаравте првиот час, кога почнавме работа со податоци. Тоа со боите или со омилениот вкус? Сега вака. Вака сега.
Ќе го прекинам споделувањето овдека на ова што го работиме и ќе ви го прикажам Excel, во кој што јас ги имам, уствари вака, ајде да го отворам Excel, па после ќе ви кажам. Еве го. Тоа што ми треба, ама јас ќе ви покажам и друго нешто. Само да го отворам првен. Еве вака, сега можам да ви го споделам. Еве вака. Да видите, значи вака вие може да си креирате, оти ќе имате проект да направите. Значи, одите да се логирате на Office 365. Еве го. Се логирате, ова го добивате сите. Кој ќе појдете во Forms, сега ги гледате сите квизови ја што сум ги направил. Значи, кој е вашиот омилен предмет, боја или вкус? 41 ученик еве до денес имаат одговарано. Нели тоа што ви беа дадени? Сега, кој ќе кликнете, ќе ви објаснам јас како да направите сопствено истражување. Сега ги гледаме само одговорите. Чисто кога ќе правите тест, вака ги гледам одговорите. Еве го столбестиот диаграм за кој е вашиот омилен предмет. Значи, физичко 4, математика 8, англиски 8, германски и така натаму. Вака се, јас овој ќе го копирам, график. Значи, видите каква програмата ни го дава и ќе го вратам во документот, каде што ќе учиме. Еве го едниот графикон. Одиме, омилена боја. Еве омилената боја. Сега ќе се вратам во исто така во ваннот, кај што ги гледаме. Ова не се гледа. Нешто сум сгрешил изгледа. Еднаш ќе морам. Еве вака. Еве вака и последниот што беше вкус на сладолед. Да мислите никој не сака сладолед со банана? И ова е тоа што ни треба нас. За видите зошто. Ова се сите столбести диаграми. Сега ќе ви покажам како со помош на Excel, значи еве ги податоците, значи Open in Excel. Сега јас овие ќе ги симнам во Excel и ќе ги ставам еве вака и ќе ги снимам во Excel и ќе ги отворам во Excel. Податоците. Еве ги. Сега внимавајте. Еве го делот кој е ваш омилен предмет. Голем уште малку. Која е вашата омилена боја? И која е вашата омилена вкусна чоколада на сладолед? Сега видите. Како со помош на Excel да креирам како сакам графикон. Видите колку едноставно. Прво, ги селектирате првим предметите. Кога ќе ги селектирате предметите, ги копирате тие, сите предмети, и одека ќе се отворам на плюсот нов документ, и еве ги предметите. Видите се колку Excel лесно ќе ви направи графикон. Кликнувате на првото име горе. Дали го гледате ова сите? Сликата чили само Microsoft Forms гледаме. Опа, готово, готово. Јас сега ќе се вратам. Затоа ве прашав, можно не ми е споделено. Да, затоа што беше споделено друго. Forms, сега ќе го прекинам ова. Сега ќе го споделам Excel. Значи, не го гледавте документот што го напишав јас.
Еве вака. Сега би требало да гледате Excel. Гледате сега? Excel? Да. Вака. Значи, ова го имате сите, затоа ви го покажувам да знаете како може да си го направите, да ги направите податоците поедноставно за сите. Овдека сега нешто направив јас. Ајде. Вака се. Убирате полето. Вака се излега овде. Значи, кој е омилен предмет? Да окренам вака погоре. Ете. Сега, одете во полето Insert. И во полето до атласот, кај што пишува Pivot Chart. Значи, цртаме графици. Како правите? Имате прозорче овдека, ќе го видите убаво. Сега, ќе го изберам во втората група, втората опција, да ми покаже каде сакам да биде наместена табелата. Ја ќе изберам, еве, например, во полето D. Значи, во истиот график, во полето D, се појави тука и кликнувам ОК. И ми се појави едно поле. Се што треба да направите вие, во десната страна, кој е вашиот омилен предмет, да го одвлечите од делот категорија, да ги добиете сите предмети овдека и да ги одвлечите кај вредности. Сега, во делот кај што ги гледате по редови, делот сите предмети ги сакаат еден, значи ги имаме сите податоци. Сега ова можам да го затворам. Видите, автоматски го имаме графиконот. Ако сакам овој графикон да го напишиме, са овој график ќе го префрлам во друга слика, значи десен клик на графикот и ќе го Move, ќе го префрлам на нова страна и само тој ќе биде поголем. А при тоа можем да го сменувам што сакам да му правам. Можем да го зголемам, да го намалам, да му додадам бројки, да видиме колку се секој од графиковите. Гледате, од графикот одма се гледа дека англиски и математика се по 8, потоа историја и македонски се по 5, природни и физичко се по 4, а додека и математика и македонски некој избрал 2 предмети, еден, сите предмети избрал еден ученик, запознавање и така натаму. Са целта ми е да ви покажам како ќе го сменим овдека во пита диаграм. Еве го овдека. Имаме Pivot Chart, значи во делот за анализа, кога ќе кликнете на Pivot Chart, избирате само пита диаграм и кликнувате ОК. И еве го пита диаграмот, десен клик на него и го придвижуваме голем да не биде диаграмот. И еве го диаграмот, што го правевте рачно сите вас. Сега, како се прават, како се именуваат ознаките? Еве, овдека имате легенда. Ако сакате, овие бројки можат внатре да бидат, ама тоа за сега не интересира. Може да сменувате имиња, веќе кликните на насловот, па може да го смените, ама за сега тоа не интересира. Дали ви јасно тоа? Сега видите, која е вашата омилена боја? Постапката иста. Еднаш ќе повторам на брзина. Кликнувате на омилената боја, гори се селектираат сите. Ctrl-C копирате, отварате нов документ, Ctrl-V, ја ставате бојата. Овдека немам наслов, омилена боја. Ја кликнувате омилената боја и исто како преđеска. Одите во Insert и бирате Pivot. Тука, избирате повторно, во веќе постоечката, го бираме полето, де да ја гледаме табелата и кликнувате на ОК. И се доби истото. Омилена боја го влечите и во категориите и го влечите исто така во вредности. Оти бидејќи броиме. Еве го и графикот, кој што со десен клик ќе го префалиме. И еве го голем график, во кој што одма го гледаме. Но ако се вратам сега, еве со бојата, и да нацртаме
секторски диаграм, еве бираме пита диаграм, еве го како ќе изгледа и кликнуваме ОК, и еве го графиконот, десен клик и го префрламе во нова слика во проект што сакате да го направите. На исти начин, еве го сега, го селектираме омилениот вкус на чоколада. Ќе го копираме, на плюсот отвораме нов документ. Ова зголемувањето го направив, учевте или ќе учите Excel. Еве кога ќе се покажи глувчето во поинаква форма, еве ваков, само влечите или едноставно кликнувате два пати и ги добивате исто. Сега, доволно да го изберите првото поле или насловот, одите во Insert, еве Pivot Chart, повторно го избирате во втората опција, второто, во веќе постоечката книга, го бирате полето D или било кое друго поле, кликнувате на ОК. Сега насловот, што го кликнавте, го носите и во делот за категорија, и во делот за вредност. И автоматски ги добивате, ево го, столбестиот диаграм, кој што ќе го префрлиме во нов диаграм, ево го, ќе се вратиме назад и сега ќе го нацртаме во делот анализирај и како сектор, како пита диаграм. Ево го, кликнувате ОК и овој истиот диаграм го префрлате во нова страна. На тој начин ги добивме за вашето истражување, што го направивте на првиот час, сите видови диаграми што ги научивме и можеме да ги направиме. Сега. Денес па натаму, остатокот од денешниот час е од 20 некоја минута. Ќе ги поминиме во дискутирање, значи сега ќе го префалам на другиот монитор. Еве го, Формсова веќе не го гледате. Ќе го прекинам споделувањето и ќе го споделам OneNote, каде што ќе продолжиме да работиме. Дали го гледате документот во OneNote, кај што се графиконите? Да. Значи, ова беше графиконот што ни го креира самата програма. Са видете, јас ќе се обидам. Ова беше првиот омилен предмет. Сега ќе појдам јас во омилен предмет, што ги креирав сега, и да видиме дали уствари истиот. Ќе го копирам и ќе го ставам овдека. Еве го. Ова е вашиот омилен предмет. Ќе го собидам да го намалам малку. Лето дека има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видите колку се помалку. Овдека, овдека се други, овдека не се во овој графикон. Ете, тоа е разликата, зашто се 8, сега ќе ви кажам. Во овој графикон, видите се само физичко математика тие што беа понудени. А оваа опција Other, ја што ја додадов, каде што вие требаше да напишите други, во овој графикон се во еден столб. А овдека се сите што се пишани други. Дали разбират, затоа е поинаков графикон. Сега. Денес, еве, групирани активности, како ќе креираме табела сега, ако податоците се малку поинакви од тие што ги знаеме досега. Вака се. Значи, во случајов сега, како што гледате, имаме податоци дадено. Значи, еве во примеров, учениците од 605 оделение по природни науки направиле некој експеримент, односно го изучувале влијанието на светлината, водата и ѓубривото врз растењето на растенијата. И тие ја мереле висината во центиметри на сите растенија. И при тоа запишале следните податоци. Ваша задача ќе биде да ги препишите сите овие податоци. Првим препишете ги сега, оти ќе ни требаат. Јасно?
Чекай, не трябва на час. И за домашно. Не, сега ќе ни требаат, морате да ги препишите. Вече, Мола? вака треба или може... Како сакате, оти ќе ги броиме после. Значи вака напишете ги, па ќе ги броиме. Најбрзо што можете препишете ги, оти после ќе правиме табела за не. Кога ќе видите готови, да ми кажете. Готово. Готови сте? Браво. Ајде вака се. Сега препишете оваа табела. И ќе ја пополнуваме. Ќе ви објаснам и што значи, ама прво препишете. И сега ќе ви објаснам зошто го правиме вака, а не како претходниот случај. Сонче, Мола? колко глава са часа? Не знам, ти се брза некаде? Не. Па добро тогаш. Ако ти се брза, слободно можеш да одиш. Не сумни, че аз сутрин нема да бидам на час. Добро, Златен. Ќе гледаш видеото. Вчера не го наместив, јас не стасав, има побрска нешто. Денеска двете ќе ги наместам. И од вчерашниот и од денешниот час. Мола? Проверим се, најдемо, нема че Не немаше, не го наместив, не стасав. Немам веќе простор на компјутер каде да ги зачувам снимките, па барам се снаоѓам. И не знам колку часови се сторија до сега. Готови сте?
Сега, како се пополнува табелата? Значи, сега треба да ја пополниме табелата. Знаете како се пополнува, ама први да ви објаснам зошто е вака. Сега, внимавајте. Висината во центиметри. Зошто е вака? Сега, гледате, ќе појдам во табелата овде. Значи, бидејќи сега овие се податоци што се мерат. И овие се така наречени континуирани податоци. За разлика од оние што ги зборувавме преѓеска со графиконите, каде што беа дискретни. Каде што ја броевте, мислам го броевте вкусот или омилениот предмет. Ама се... 4.9 два пати се напишано. Ако, два пати, како што се дадени така. Сега внимавајте. Ако, сега морам јас да го прекинам пак овдека. И да се вратам, значи ќе го споделам, прекинам споделувањето овдека во графиконот и да ви покажам тоа што сакам. Значи сега, вака. Што гледате вие сега? Сега гледате Excel, така? Да. Сега гледате. Еве ги сега сите податоци, сите висини, што ги напишав јас, Excel автоматски ги подреди по висина, по големина. И ако направите табела, ќе забележите дека, еве го, секоја висина што ја има во табелата, е пише надолу 0,1, 0,4, 0 и така натаму, не се ни сите пишани. Гледате 0,3 го има 1. Значи тоа е на средина овде. Разбирате 1, 2, 3, 4, 5. Сега забележете дека ако го зголемам ова, еве вака. Забележите ги имаме сите. Овие што се столбовите, значи може да забележите дека 3 од висините ги има по два пати. Сега ваквите графици не се многу практични. Затоа што секоја висина ја имате со еден столб. Сега, затоа кога се работи со ваков вид на податоци, како што ќе ги работиме сега тука, затоа се вика табела со групирани податоци, ние некако треба да најдеме начин како да ги групираме. Значи, овдека сега, ќе се вратам назад, ќе го прекинам, ова Excel табелата ќе ни треба и после. Се вратам јас сега назад, ќе ви го споделам OneNote документот, да го најдам сега. Еве го. Сега, вие во овој OneNote документ забележувате дека за висината, бидејќи сега ќе ги групираме, имаме напишано неколку интервали или групи. Ајде да ги зброиме колку се наброи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи, сите 30 податоци ги направивме во 10 групи или интервали. Значи, вие кога сега ќе одите со ред, ќе барате колку растенија, значи во овој дел со цртички, ќе запишите колку растенија имаат висина од 0 до 0,9. Значи, одите 1, 2, 3, 4 и толку. За секој што ќе го најдете, пишувате цртичка. Или како се договаравме? Можете да одите со ред. Сега наредно е 7.2. Вака сега, ќе го пополниме заедно. Ќе одам во View, ќе го намалам малку, уште малку ќе го намалам, за да ги гледам бројките и за да можам да пополнувам заедно со вас. Вака. Сега, ќе одиме со ред и ќе запишуваме вредноста 7.2. Така, наредната е 7.2. Јас не ја гледам овдека. Толку е? Многу е намалив се. Еве вака. Сега ќе биде во ред. Вака. 7.2 се наоѓа во кој интервал? Значи е тука. Пишуваме цртичка. 4.3 се наоѓа во овој интервал, го пишувате тука. 5,7 се наоѓа во шестиот интервал. 7,1 се наоѓа во овој интервал. 3,7 се наоѓа во четвртиот интервал. 8,2 се наоѓа во деветиот. 6,8 се наоѓа во седмиот.
0,4 нели ни е ставена во првиот интервал. 0,3 ни е ставена, 0,6 ни е ставена, 7,4 ни е во осмиот интервал, 6,1 ни е во седмиот интервал, 4,5 ни е во петтиот, 5,2 ни е во шестиот, 4,9 ни е крајна точка, значи ја имаме во петтиот, 6,2 во седмиот, 5,1 во шестиот, 9,3 ни е во долниот интервал, овдека, 4,9 ни е во петтиот и сега уште последниот ред, нема потреба да се враќам, 6,8 ни е во седмиот, 4,8 ни е во петтиот, 1, 2, 3, значи 5 се, 6,9 ни е тука, значи и тука се 5, 6,6 тука, 3,9 ни е горе, 2,1 е веќе пишано тука, 1,9 е горе пишано, 1,6 е пишано веќе, 5,7 ни е овдека, 4, и 8,0 е во овој дел. Значи, од 3.0 до 3.9 се 2. Сега веќе можам да го зголемам, за да пополнувам. Од 4 имаме 5. А 4 ги броиме цатичките, тука се 6, 3, 2 и 1. Сега да провериме дали е точно 30, да не сгрешим. 4, 2, 6 и 1, 7, 9, 14, 18, 24, 27 и 3, 30. Аман. Еве пополнивме табелата. Сега, како ќе го нацртаме овој стол без диаграм? Што ќе ни биде на иксовската? Ќе го селектирам ова што го нацртавме. Евака. На иксовската Што ќе ни биде на столбестиот диаграм на иксовската? ова во сантиметри 0. Значи ни би било, значи ни бил интервалот. Значи би бил интервалот. Значи сега вака ќе имаме. Значи еве го долу на иксовската и еве нагоре на ипсилоноската. Значи на иксовската имаме колку интервали? 10 интервали. Значи од 0 почнува, така? Од 0 до 0,9. Значи вака ќе го напишем. Од 0 до 0,9. Од 0,9, овие се може да бидат испоени или наредниот не е од 0,9, од 1. Значи ќе го направиме да биде од 1, вака, да не бидат споени, од 1 до 1,9. Значи ова интервалот, ќе зборуваме в година, како треба биде правилно, од 1 до 1,9 е вториот интервал. Потоа малку место имаме од 2 до 2,9. Па малку место од 3 до 3,9. Па од 4 до 4,9. Па од 5 до 5,9. Од 5 до 5,9. Овдека ви е 6 до 6,9. Овој дел. Дали ви јасно како го цртаме? Сега ќе го нацртаме столбестиот диаграм. Ова линија ќе ја продолжам. Значи од 7 до 7,9 е тука. Од 8 до 8,9. И сега имаме од 9 до 9,9. Ева. Сега да видиме колкави се висините на столбовите. Имаме 1 до најмногу 6. Значи вака ќе нацртам. Значи имаме 1, 2, 3, 4, 5 и горе 6. Значи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ајде сега да го нацртаме. Значи на првото од 0 до 0,9 беше висината 4.
Значи сега во првото висината е 4. Еве го столбот што е за првото. Од 1 до 1,9 имаме 2. Значи второто ќе биде висина 2. Третото, само морам да се вратам поназад малку. Ги гледаме податоците. Третото од 2 до 2,9 е 1. Значи, еве до овдека 1. Еве вака. Од 3 до 3,9 е 2. Значи висината сега ќе биде 2. Еве вака. Од 4 до 4,9 е 5. Сега ова е највисока до сега. Тој ќе биде овдека. Еве вака. Не ми е правилно нацртано, но се разбирам. Јасно? Ќе го избришам. Од 5 до 5,9 е 4. Тоа е претходната висина, една пониско. Тоа е овдека. Еве вака. 6 беше, ова е највисокото до 6. Ова е овдека најгоре. Еве вака. 7 беше 3. Значи сега ова е тројката. Овдека некаде. Еве го вака. И уште ни останаа двата последни интервали, 2 и 1. Значи 2 беше, еве, например, до овдека, и 1 еве го овдека. Значи овдека 1, овдека 2, овдека беше висина 3, овдека беше 6, овдека беше 4, овдека 5, овдека 1, ова 2 и 2 мислам дека беше. И првото беше 4, сега ќе се вратам назад. 4. Дали ми е јасно како се црта? Се. Година има правило. Ќе учиме како се определуваат овие интервали, значи бројот на интервали и големината на интервалите. Значи, многу битна карактеристика е број на интервали и големина, или уште се вика тоа ширина на интервалот. Јас сега ќе ви кажам следното, како правило. Бројот на интервали не смее да е помал од 5, па ниту поголем од 20. Значи, овие податоци многу поубаво се групирани ако се со 5, ама ќе ви ги покажам јас после со 5. А големината и ширината на интервалот зависи пред се, овдека зависи од бројот на податоци. Има формула и за тоа, ама сега да го оставиме тоа. Има формула за тоа како се определува. Видам само дали ширината, кој ќе ги употребиме покасно знаењата за мода медијана, ќе го научиме и тоа. Дали ви јасно сега? Сега вака. Еве ги висината на растенија, истите тие растенија измерени една недела покасно. Сега ќе го направиме ова и после ќе дискутираме. Сега препишете ги овие податоци. Јас ќе ги препишам во Excel, додека ги препишувате вие. Ќе ви покажам колку е лесно да се пренацртаат после во Excel тие. Значи ги цртате податоци, ги пишувате податоците како сакате, значи не мора поред.
Готово. Ајде сега прецртај табелата од претходниот пат и пополни ја. Иста табела ќе биде, скрос иста. Само тогаш ќе видиш со интервалите, да, истите интервали ќе бидат. Значи, еден интервал плюс треба да имаш овдека, затоа што во претходната задача завршувавме најголемата висина беше, која беше најголема висина? 9,3 гледам. Оваа беше највисока 9,3, а сега имаш највисока 10, значи ќе мораш да додадеш уште еден интервал. 11 овдека ќе биде од 10 до 10,9. Јасно? Да. Тоа значи или треба да се зголеми големината на интервалите, ти се истите имаш поголема разлика на податоците. Ќе зборуваме в година за тоа. Сега само напиши ја табелата. Годинава доволно е толку да знаеме што се таквите податоци, што се другите податоци, континуирани, дискретни. Наставнице, Молам, кога ќе заврши часот? уште малку, дошто да го завршите ова и слободни сте. Добро. Напишете ги податоците, ќе ви ги оставам да ги изброите, оти видовме минатиот пат како беше и на видеото. Јас сега ќе ви покажам. Значи, кажете ми кога ќе бидете готови со препишувањето на податоците. А после ќе ви покажам колку е лесно тоа во Excel да го направите. Тоа кажете ми првин кога ќе бидете готови. И да го завршиме наеднаш тоа. Ги препишавте? Дали ги препишавте, дечки? Да. Вака се. Да. Вака сега. Сега ќе го прикажам. Го прекинам тоа споделувањето што беше со OneNote. Сега, како вие ова можете да го направите со помош на компјутерот? Односно, што го имате Excel-от, еве го. Сега видите, јас ги напишав висината на растенијата, првата табела, и висината на растенија по една недела во втората табела. Значи, само ги напишав броевите. Кога ги пишувате како децимални броеви, внимавајте, а да ги пишувате со точка, не со запирка. Сега внимавајте колку е многу лесно. Кликнувате на висината на растенијата, првата табела, одите во Insert и внесувате Pivot табела. Исто како преѓеска.
првиот дел не буцкате ништо, затоа што автоматски се селектираат податоците. Значи, видите, се селектираат и едните и другите податоци. Нека си стои како што си. Или пак, Иначе вкупно колку се? купно се 31. Поред овие што ги напишев јас, може и сум сгрешил некаде. Чекај баш да видам. Овано од колку беа? 30. Значи јас некаде имам сгрешено. Чекај видам. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 30. Некој податок јас го имам сгрешено и во едниот и во другиот случај. Значи не е битно. Значи некој податок сум го сгрешил. Сега кој е тој што сум го сгрешил, не знам. Ама гледате дека е по 31, а не 30 се точно. Првото е насловот. Значи тамане. Значи, го селектирате само првиот податок, висина на растенијата. Потоа, значи, во првото поле ги селектирате податоците сите што се за висина. Потоа долу избирате каде да се прикажи табелата. Јас сакам на истото место да ја гледаме, ќе изберам овдека D. И ќе кликнам. И податоците ми Готово. Така. Океј ќе кликнем. Еве ја пивот табелата. Десно кај што ви се отвори. Кликнувате на висина и ја влечите во делот категорија, значи кај оските, а висината уште еднаш ја влечите кај вредности. И автоматски програмата ви го даде кај на столбестиот диаграм. Ама столбестиот диаграм тој што не одговара. Се забележете дека нема иста и дека висината е нешто поголемо од претходното. Како што е овдека прикажано, ама вака не ни треба. Прикажани се сите висини. Разбирате? Сега, треба да бидат групирани. Бирате било која вредност, кликнувате со десното копче и го кликнувате ова кај што пишува груп. Групирај ги. Сега. Како треба да ги групираме? Ако се сеќавате, гледате автоматски, Excel не ги подреди по големина. Во првата група треба да се содржи најмалиот, па затоа јас ќе почнам од 0, а ќе завршам со, еве 10, како што беше кај нас. Сега, колку групи да имаме? Значи, во нашата задача преѓеска имавме за по колку да се брои. Еве ќе бројам по 1 за да имаме 10 групи. Кликнам ОК. И еве сега ние автоматски нацртан графикот во интервали од 0 до 1, од 1 до 2, од 2 до 3. Сега, во делот за висина, во овој дел, бидејќи треба да ни брои, а не да ни го дава збирот на сите, одите десен клик и кај што пишува values, вредности, изберите count, че да ги преброи. И сега еве го графиконот. Значи, 4 растоанија се од 0 до 1. Од 1 до 2 се 2, како што беа кај нас. Од 2 до 3 се 1 и така натаму. Еве го истиот графикон што го нацртавме преđеска. Сега ово јас го копирам и ќе го однесам во нашата задача што ја нацртавме преđеска. Едноставно само да го споредиме со тоа што ние го добивме. Ќе го прикажам после. Доколку сакате. Еве сега ќе го префрлам во нов лист, десен клик, move, првата опција во нов график и еве го целиот графикон. Сега, ако сакам да нацртам јас пита диаграм за ова, одиме во делот кај анализа, значи во pivot table, имаме pivot chart. Ја бирам питата, кликнувам ОК. И автоматски Excel тие податоци ни ги направи во пита диаграм за нас. Десен клик во нов диаграм. И еве ги податоците. Значи, уште еднаш да повторам за висина на растенијата по една недела. Кликнувате на името. Одите во Insert, избирате Pivot Chart, значи графикон со пивот табела. Видете сега, овие мравкиве што маршираат, така ги вика некој, се со сите податоци. Значи, овде кај што се избрани, ќе кликните
и ќе ги одвлечите само тие за кои што сакате табелата да ви биде. Значи, само тие. Потоа, ќе го избериме вториот дел и сега сакам овие податоци да бидат овдека, веднаш до нив. Еа пивот табелата. Висината ќе одвлечите во делот за категории и исто така кај вредности. Сега можете кај вредности овдека, кај што е полето, можете да кликнете на стрелката и да изберите подесување и да изберите count, да се пребројат колку се. Такви, а сега кај висинава, овдека немаме опција да се направат интервали. За таа цел, исто како преѓеска, ќе кликните на било која вредност, кликните десен клик и ќе ги групира. Сега видете, почнуваат од 1, значи од 0,1, значи јас морам пак да изберам да почнат од 0, сега ќе завршиме со 11 и повторно ќе се зголемува за 1. Сега, ако сакате да имате повторно 10, овдека сега морам да, 10 интервали. Ама подобро да биде иста големина на интервали, да се зголемуваат за 1 овие двата. И сега видите како графикот од 0 до 1, од 10 до 11. Имаме 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 6, 7 го нема, затоа што немаме податоци. Сега ќе видиме зошто. 5, 6, 6, 7, еве го во графикот го имаме, ама во него нема податоци, па затоа тој дел е 0 и е скокнат, затоа испаѓа дека е помал. Значи, еве го графиконот го добивме и за овие податоци. Го предвижуваме во нова табела и само уште го цртаме графикот во пита диаграм. И еве го податоците прикажани во пита диаграм. Сега, вие ќе имате за задача, бидејќи ги имате податоците. Значи, бидејќи ги имате податоците, ќе се вратам во Excel. Значи, повторувам, бидејќи ги имате сите податоци, вие ќе треба да дадете толкување, значи, од тоа што го знаете по природни науки, за двата диаграми. Односно, зошто некои растенија се толку високи, а некои растенија се толку ниски, и потоа да се обидите да објасните зошто и по една недела, забележите овдека, по една недела имаме 7 растојанија што се високи помалку од 1 сантиметар, а на почетокот беа 4. Зошто овој број се зголеми? Или пак да дадете друга карактеристика. Дали ви е јасно што имате за домашно? Да. Значи, со ова завршивме. Јас сега ќе го прекинам ова споделување да ви кажам што ќе имаме уште наредниот час и завршуваме за денес. Еве работа со податоци, ви го споделив. И еве го сега графиконот ќе пробам да го зголемам, да видите уствари дека во суштина е истиот графикон, еве го што го имавме преđеска. Само малку се горе поголеми графиците. Еве го истиот графикон што го имавме ние направен. Значи, наредниот час имаме уште еднаш да извежбаме за групирани податоци. Еве имаме уште два графици. Вакви. И пробајте, значи гледајте го видеото што ќе го наместам и пробајте, еве сега ќе ги оставам јас, например овие податоци. Или еве поголем број направете скриншот на овие податоци. Последниве, се броеви и за овие податоци 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 52 податоци имате. Пробајте да направите табела за групирани податоци за овие 52. Значи предходната и за овие 52 податоци. Значи гледајте го видеово. Молам? А зошто не можеш на оно? Пробај, ако не можеш ќе ми ја пратиш. Значи ви кажувам,
пожелно вие да се обидите во Teams да ја пратите домашната, но ако не можете, последна опција биде да ви биде да ми ја пратите на мејл или во приватна порака. Во приватна порака на Teams, да. Ама последна опција да ви биде приватна порака на Messenger. Таа да ви е последна опција, ако не можете никаде на друго место. Дали е јасно? Значи, со тоа денес завршивме, се гледаме утре во истото време. Наставниче, аз друго час снимам да Добро, ќе го гледаш видеото. Сега прекинувам овде и автоматски го пуштам да се снима. Добре. Гледање.